Тешко е да се даде дефиниција за уметност, поради тоа што секој од нас ја доживува на свој начин. Накратко, ликовната уметност подразбира творење преку цртање, сликање, вајање, дизајнирање преку различни техники и слично. Постојат повеќе видови на ликовна уметност, меѓутоа во ова видео ќе се задржиме малку повеќе на цртањето, сликањето и вајарството. Што значи цртање? Цртањето е начин на создавање на слики со помош на различни алатки и техники. Кога зборуваме за техники, мислиме на цртање линии, шарафирање, шкртање, сенчање, прелевање. За да ги користат овие техники, уметниците мора да употребуваат различни видови на алатки од типот на графитни моливи, дрвени боици, јаглен, восочни бои, фломастери, туш и слично. Што е сликање? Сликарството е практика на нанесување боја, пигмент или друго средство на одредена површина, хартија, платно, ѕид. Сликањето представува начин на изразување и се јавува во најразлични форми, па така една уметничка слика може да биде портрет, мртва природа, пејзаж, изразување на емоции, представување предмети и настани и друго. Сликарот да ги создаде овие уметнички дела употребува различни техники од типот на сликање со маслени бои, акварел, акрил, пастел, гваш, графика. Овие техники ги употребува на штафелаи, сликарски платна, палети, четки, шпакли, различни видови на бои, растворувачи и слично. Што е тоа вајарство? Вајарството во уметноста најчесто се однесува на скулптура како уметнички израз. Да се биде вајар значи уметнички да се изразиме, односно да создадеме тродимензионална форма наречена скулптура. Во своето изразување, вајарот користи најразлични материјали и алатки. Материјали кои што ги користи вајарот се глина, глинамол, гипс, легури, метал, дрво, стакло, порцелан и слично. Од алатките кои што ги користи, најпознати се вајарски штафелаи, арматура, шпакли, длета, прибор за клесање и слично. На почетокот кажавме дека постојат и други гранки на уметноста, меѓутоа за нив ќе ви објасниме во некоја наредна прилика, а сега само ќе ги споменеме. Тоа се керамиката, дизајн на текстил, уредување на внатрешниот простор, фотографија, моден дизајн и слично. Останува да го дослушате ова видео неколку пати и да се одлучите дали би сакале да станете ликовен уметник или ќе не следите на нашата Facebook и веб страна со цел да научите нешто повеќе за другите професии.